Оливер Спасовски вчера ја излажа македонската јавност, а МВР под негово раководство е испреплетено, односно поврзано со криминогени структури, рекоа денес на пресот ВМРО ДПМН. Имено, Оливер Спасовски кажа дека не трагале по возилото на киднапираниот Панче, затоа што не знаеле дека истото е исчезнато, заедно со лицето. А на 2 дена пред кобното гребнување на Вања, на 25 ноември, веб портал објавува наслов и текст дека исчезнат Панче со неговиот автомобил. Значи, повторувам, иако веќе во јавност објавено неколку дена предходно, според Спасовски, полицијата не знаела дека автомобилот на Панче е исчезнат и затоа истиот никој не го ни барал. Доколку автомобилот бил предмет на потрага, истиот би бил идентификуван уште на самиот влез од системот Safe City и од патролите на МВР во Скопје. И доколку автомобилот бил идентификуван на влез во Скопје, ќе се спречело барем киднапирањето и убиството на малолетното девојче. Па дури и да се случило киднапирањето, возејќи од центар до излезот на Скопје, возилото повторно можело да биде идентификувано и да се спречи убиството. Пропустите, непрофесионализмот и корумпираноста поради кои се губат човечки жртви мора да бидат следени со понесување на одговорност и оставка од министерот за внатрешни Спасовски. Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство како надлежни институции покажаа посветеност и професионалност на високо ниво во расветлување на грозоморните убиства кои го потресуваат целото општество и тоа е за поздравување. Во рамки на своите законски надлежности, Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство навреме преземаа соодветни интензивни активности и ги пронајдоа сторителите на грозоморното злосторство. Монструозните убиства на 14-годишната Вања и 74-годишниот Панче. Очекуваме во најкраток можен рок сите сторители и инволвирани да бидат изведени пред лицето на правдата и да понесат одговорност за злосторството. Стои во соопштението за јавност на СДСМ.